Фуката е дека треба да се свртиме кон себе, дека треба да обрне внимание на нашето однесување, на нашиот животен стил, дека никогаш нема штета од дополнително знаење кога е нашето здравје и здравјето на нашето деца во прашање. Зашто би требало да знаеме повеќе, ако не за здравјето, кога од тоа ни зависи должината и квалитетот на нашиот живот. Така да, квалитетна здравствена информација никогаш не е на одмет. Не можеме да кажеме дека ќе одиме на лекар за било кој проблем и не треба да одиме на лекар за било која покачена температура, не треба да одиме на лекар за било кое течење во нос, за било која безпричинска кашлица и така натака. Не треба да даваме антибиотици на своја рака за вируси, не треба да се паничиме при било која ситна диареја. Значи тоа се работи кои што треба да ги препознаеме, да пробаме да си помогнеме сами на природен начин со соодветни лекови собити. А ако не успееме да го препознаеме критичниот момент во кој што треба да се појавиме на лекари, кои ќе се појавиме таму, да ги прифатиме советите кои што ќе ни ги даде лекарот, бидејќи пак ќе речем ние дојдовме да побараме помош. Кога веќе тоа го правиме, треба да ја почитуваме терапијата. 90% од успешноста во терапијата е и во тоа дали ќе испочитуваме долготрајноста и правилниот начин на земање на терапија.